Денешното видео ќе биде наменето за сите оние кои што ќе сакаат да влезат во 2026 година унака како што и доликува. Тема на денешното видео ќе биде наменето за која врата ни се отвара во 2026 година. Мудро одбирете, имате две групи, ова ќе биде колективно, групно исчитување од тарот картите и нема да резонира со секој од вас. Се надевам дека ќе бидете удобно сместени и интуитивно ќе се определите за нека од овие две групи кои што ќе бидат во енергија да дознаете и спознаете која врата ви се отвара во почетокот на 2026 година. И добре дојдовте прва моја група за сите вас кои што ја одбравте оваа група и овој камен, овој кристал, ова е аква аура ангелит кварц кој што се надевам дека гледате како ја прелива својата внатрешност, енергија која што се надевам дека ќе бидете во една огромна состојба, енергетска состојба која што ќе донесе можност да се отвори една убава врата за вас во почетокот на 2026 година. Ајде да видиме за првата моја група која врата се отвара за вас. Врата на радост, на уживање, joy, enjoying. Енергија, уживање, радост и просперитет. Енергија на среќа, енергија на дневна светлина, енергија на уживање, на блескање и на сатисфакција. Оваа врата за сите вас во првата моја група се отвара во почетокот на 2026 година. Јас се надевам дека ќе ви донесе огромна среќа и енергија, како што и самата енергетска вредност во оваа врата гради една виталност, едно сонце, едно уживање и моментална енергетска вредност која што се надевам дека за сите вас кои што ја одбравте првата група ќе ви донесе буквално уживање на сите вас. Ајде да видиме која е оваа врата на уживање, на среќа, на задоволство и зашто токму оваа врата се отвара во 2026 година за вас. Ајде да видиме што сакаат и овие карти да ни кажат. Ова е една трансформативна енергија, каде што се трансформирате, трансформираната енергија ќе направите токму сега, за да можете да влезете во една нова суштина во 2026 година, а тоа е вратата на уживањето или пак на среќата, на задоволството. Ајде да видиме и друго што ќе ни каже оваа карта. Енергија на почетоци. Да започнете да манифестирате, да бидете во енергија на радост и задоволство, затоа што токму оваа врата која што ви се отвара во 2026 година е моментална ситуација која што во претходниот период вие сте биле во тотална трансформација, тотално сте завршувале во една ваша енергетика која што се надевам дека е во моментална суштинска енергија, дали е животна, дали е медицинска, дали е духовна, дали е љубовна, но оваа врата на уживањето или пак на задоволството, на енергија среќа, енергија дневна светлина, енергија на блискање е во
ваша напредност, во еден нов почеток, влегувате во еден нов суштински живот, каде што и ова врата на уживањето ве води во еден нов почеток во вашиот суштински енергетски дел. Енергија да вашата солар плексус чакра или пак трета чакра поред е во енергија да бидете во една огромна манифестација или пак во една огромна афирмација за вас, каде што и манифестирате во вас сами, енергија да вашата манифестациона енергетика или пак вашата афирмација во оваа нова енергија која што е на самиот праг да доживеете е да бидете благодарни на вашиот авторитет кој што и сте го створиле во вашиот живот. Енергија да вашата манифестација е да сватите и разбирате дека сте во авторитет на својот живот или пак вие сте автор на вашиот живот. Енергија да комплетно повторувате кроз целата една година која што е во исчекување да ја направите или пак да ја отворите оваа капија или пак оваа врата која што ви се отвара, е во енергија да манифестирате или пак да афирмирате една ваша афирмација која што ќе биде во благодетност, во благодарност кон универзумот и во енергија да запомните јас сум авторот на мојот живот. Ајде да видиме зашто поконкретно се работи во ова денешно отварање за првата моја група, да видиме во каква енергија ќе бидете во оваа внатрешна врата која што се отвара со почетокот на 2026 година, енергија да сватите и разбирате колку сте прошле во изминатиот период, колку сте биле во енергија да бидете во ваша енергизација, трансформација и сега настапува еден нов почеток каде што и ова врата ви возвраќа во 2026 година. Енергија да бидете во ваша афирмација каде што ќе бидете благодарни на вашиот енергетски дел, а тоа е на вашата креативност или пак авторот на вашиот живот, а тоа сте сами вие. Ајде да видиме што друго. Драги мои магични мои луѓе од првата моја група кој што ја отпреа денеска, е ваша енергетика каде што и сте биле во некоја компетитивност, енергија да сте биле во компарација, во компетивност, во енергија да бидете во 5 штапови, енергија каде што и сте се бореле за ваша енергетика, да знаете да бидете во ваша моментална асертивна енергија, каде што и сте биле во некоја ваша надлежност, тоа се работи за вашата енергетска вредност на емотивно поле, каде што и
4 штапови не означуваат да бидете во енергија на 11-11 или пак заслужниот енергетски код кој што ни вели 4 штапа 11-11. Некој од вас во првата моја група ќе бидат во енергија да ја сретнат својата сродна душа или пак енергија да се устабилизира вашата љубовна врска или пак да бидете во енергија да доколку сте во брак, да вашиот брак прерасне на едно уште поголемо ниво, а тоа ќе биде ниво на среќа, задоволство, уживање во вашиот живот, затоа што оваа компетиција, оваа енергетска, моментална ситуација кој што ја носите во вашиот енергетски дел, оваа трансформација која што ја правите сега за нов почеток, за почеток во нова врата која што ви се отвара на самиот старт на 2026 година, е да разберете и да сватите во каква одморност треба да бидете, во каква енергија да треба вашиот разум да го смирите, да бидете во ваша асертивност, во ваша автентичност и да уживате со вашите емоции, енергија да вашите емотивности бидат дадени онаму и каде што треба, да уживате со вашиот партнер кој што е ваш сроден партнер или пак енергија да се препознаете во една љубовна енергетика со вашиот сроден партнер или пак со вашата сродна душа кој што е во дефиниција да се препознаете и да отпочнете нов старт или пак нов рестарт во вашата енергетика, да добиете понуда за живење заедно или пак да бидете во една унија каде што и ќе градите една моментална ситуација на уживање, на ваша енергија, ваше блискање, да знаете дека вие сте авторот на вашиот собствен живот и никој друг не може да ви го искреира или пак да биде автор на вашиот живот. Во енергетика да сте се трансформирале и да некој од вас се трансформира е во добивање на една вредност која што и ќе добие понуда за живење заедно со ваш близок енергетски дел, а тоа е вашиот партнер, каде што и ќе уживате во вашата енергија или пак во вашето авторство на вашиот живот. Ајде да видиме и што сакаат овие Зен тарот карти да ни кажат. Енергија да поврзувате светови. Connected Worlds. Токму така. Вие сте два света каде што и се поврзувате со вашиот партнер кој што е ваша сродна душа. Ако во овој период сте биле во енергија да не можете да изградите некоја материјална стабилност или пак ваша љубовна енергија, да сте биле во енергија да не сте можеле да се согласите со вашиот партнер или пак со вашиот брачен партнер, сега ќе застанат моментите каде што и ќе се трансформираат и вие отпочнувате едно ново поглавје во вашиот живот, а тоа ќе биде вратата на уживањето, на вашата среќа, на вашата дневна светлина, каде што ќе бидете витални, енергија да бидете во пригрлена енергија, да уживате во вашиот живот, да уживате во вашиот љубовен живот, да бидете во енергија да знаете колку сте заслужни во вашиот живот,
за да можете да продолжите во енергија да се пригрлите, да бидете во ваша енергетика, да бидете во ваша моментална структура, каде што и вашиот партнер ќе влезе во енергија на љубовно, страствено, стрекно, блискаво, да можете да се препознаете, да овие блокади ги тргнете, ги трансформирате и да отпочнете еден нов старт, каде што и ќе за некој од вас ќе важи дека ќе отпочнат нов живот со својот партнер на една дестинација која што ќе води до одмор, каде што и ќе бидете одморени и ќе бидете во ваша енергетика, во ваша суштинска вибранта, која што ќе вели сакам, посакувам, спојувам светови, каде што и градам мост, за да биде овој јак мост. Ова ќе биде еден спиритуален мост, каде што и во претходниот период бил на климави енергии, затоа што градењето на една врска или пак градењето во суштински во бракот, во животот, е енергија да бидете на самиот мост, но тој мост ќе треба да го изградите затоа што вие стоите на него. Енергија да поврзувате две страни, каде што за некој од вас ќе значи дека сте на дистанца, енергија да бидете во ваша заслужност. За некој од вас ќе значи дека овој партнер е со различни сваќања и различна религиозност, а пак за други пак од вас ќе значи дека доколку сте имале неспоразум во вашиот брачен однос или пак во вашата љубовна енергија, да сватите и разбирате колку сте напредни, да не стварате енергија на компетитивност и затоа оваа трансформација ја градите, затоа што трансформацијата ќе ве поткрене на повисока вибранта и ќе дојде во енергија да се оспознаете и сознаете во каква вредност сте и да знаете дека вие сте авторот на вашиот сопствен живот. Енергија да некој во првата моја група биде во енергија на заслужна среќа, кој што и ќе ужива во својот живот, ќе ги собере плодовите од сопствената трансформација која што ќе направите до почетокот на 2026 година, за да може оваа врата да се отвори во една ваша вибранта. Градите, влегувате во една унија и да бидете во една енергетска вредност, каде што и ќе поминувате, ќе давате енергии да можете да поминувате преку овој мост спокојно, без да гледате надолу во длабочините на оваа енергија која што е вода. Ова енергија каде што и ќе бидете поврзани со световите, значи ќе комуницирате. Вашата енергија, вашата среќа е само еден степен нагоре, каде што вели добро треба да внимавате како ќе комуницирате со вашиот партнер или пак со вашата сродна душа која што е на самиот праг. За некој од вас во првата моја група да запознаат, а пак за други од вас е да бидете во брачни води или пак во енергија да искачите вашата љубовна енергија, но ќе треба да заминете на еден одмор каде што и ќе треба да се одморите, да уживате, да собирате снага од сонцето, каде што и ова се благодетите на
овој енергетски дел, а тоа е врата која што се отвара за вас во 2026 година. Ајде да видиме и што сакаат да ни кажат овие Кипер карти. Метаморфоза. Вие ќе треба да се метаморфозирате, значи да се трансформирате. За вас приоритет, прва моја група е претходна трансформација, за да можете да влезете или пак да се отвори ова врата за вас во 2026 година. Ова е буквална трансформација, каде што и ќе го промените погледот на вашата визуализација за вашиот суштински живот, а пак за другиот вас, во првата моја група е да метаморфозирате или пак да се трансформирате во енергија, живот, суштински живот или пак во енергија на емотивност. Ваша емотивност и размислување кон друга персона што е спроти вас. Ајде да видиме и овие чајни картички што сакаат да ни кажат. Токму така, да разберете и да сватите да не носите семејна тага од вашата фамилиарна вредност, значи да не носите семејна тага, туку да прифатите една стрекна околност која што ќе вели дека вие сте автор на вашиот живот. Таа е третата чакра, која што е во енергија Solar Plexus чакра, а ова е нова енергија која што и во бројот 1 во почетокот на 2026 година Solar Plexusот ќе биде најзначаен во оваа нова година. Љубов. Токму така. Прифатете љубов или останете се извинувам, или останете во една семејна тага која што ја носи една долго енергизирана енергија во вашето семејство. Се надевам дека првата моја група ќе има огромна среќа, ќе има една огромна добит со отварање на оваа врата која што вели уживај во твојот живот. Биди среќен, блескај, биди во една енергија на сончева светлина, каде што и ќе отсијуваш, и ќе здрачиш, ќе бидеш во виталност. Земи одмор, за да сватиш и разбереш колку си животен во својата енергија. Поврзи се, комуницирај со твојот партнер и трансформирај се или пак метаморфозирај се од твојата семејна тага кој што ја носиш долго време вкоренето во тебе. Енергија да оди и запознај личности кои што ќе бидат во твоја енергија. Направи исчекор за нов почеток во твојот живот од влегувањето на 2026 година. Твојата љубов и твојата емоционалност ќе бидат секогаш подкренати на повисоко ниво, доколку го сватиш и го разбереш твојот сроден партнер или пак твојата сродна душа во енергија која што и треба да ја доживееш. Се надевам дека првата моја група ќе бидат во ваква енергија, да сватат и разберат колку се успешни во својот живот и да сватите и разберете прва моја група дека вие сте
авторот на вашиот собствен живот. Се гледаме во наредна порака, а јас сега одам во втората моја група. И добре дојдовте втора моја група за сите вас кои што ја одбравте втората група или пак овој цитрин кристал. Ова е кристал за богатство, за добивање, стекнување богатство, инспирација, ваша моментална ситуација која што се надевам дека сите ќе ве просветли овој убав кристал. И оваа група или пак оваа карта која што одбравте, ова е карта или пак врата која што ви се отвара во почетокот на 2026 година е енергија на ваша креативност, енергија на иновативност, имагинација, ваша визуализација, ваша експресивност и ваша инспиративност. Втора моја група, се надевам дека ќе бидете во добра енергија и ќе искреирате нешто што ќе оставите во светот, да биде во енергија да се запази и да биде во една страствена, моментална состојба која што ова врата ви ја пружа во 2026 година. Ајде да видиме и другите карти, видиме што ќе креирате, во каква енергија ќе креирате. Енергија либерти, слобода. Ќе креирате во слободна енергија, значи нема премногу да размислувате и само креирате, ќе стварате вашата визуализација, вашата инспирација, вашата експресивност, вашата имагинација ќе биде во слободна волја. Ќе креирате со слободна енергетика. Втора моја група, да бидете во енергија на храброст. Вие ќе креирате со храбро срце, ќе бидете во ваша инспиративност, ќе бидете во ваша визуализација, во рационалниот дел, ќе стварате и ќе оставите една добра енергетика во ваша надлежност. Ајде да видиме и што сакаат другите карти, овие чакрени карти, да ви кажат. Ова е една манифестација која што ќе биде во една инспирација за вас, која што се надевам дека ќе ја послушате и ќе добиете една добра смерница за денешново исчитување на втората моја група, која што ќе биде во отворен сум за повисоко водство. Значи, треба да примите енергија, ова е крунска чакра, енергија да бидете во ваша креативност која што ќе ви ја наметне и духовното водство. Ова е енергија да бидете во ваша повисока фреквентност, за да можете да створите, да искреирате нешто што и долго време ви е на ум, но не сте имале ниту храброст, ниту слобода за да го направите тој момент. Е сега, оваа врата која што се отвара за вас во 2026 година е да биде во ваша енергетика и да доживеете една повисока духовна енергија, каде што и духовното водство или пак универзумот ви стои на располагање за да ви даде една можност да се искачите во една ваша енергија, а тоа ќе биде ваша креативност, креација, која што ќе биде во наредниот период, на самиот почеток на влезот на 2026 година. Тоа ќе биде една монументална енергија која што ќе ја енергизирате и ќе биде во ваша заслуга. Ајде да видиме и што сакаат другите карти да ви кажат. Овие зен
Мудризен оракл карти, да видиме што сакаат да ви порачаат за втората моја група. Вие ќе бидете во енергија да бидете тивок наблюдувач, да бидете во можност да наблюдувате, да вашата интуитивност биде во една зрела креативност, да биде во зрела слобода, да бидете храбри, да наблюдувате и да креирате, да бидете во ваше наблюдување, да верувате во секој еден инстинкт што ќе го добиете секојдневно и да носите една грижлива енергија каде што и вашата интуиција, вашата перцепција, вашата начелна енергија да биде во излагање каде што и ќе креирате со доблест. Енергија да се запознаете и сознаете во каква енергија ќе влизете во оваа нова креативност кој што ви ја дава универзумот и ви ја отвара оваа врата за добробит, за енергија да бидете во еден добробит. Ајде да видиме и што ќе кажат тарот картите за вас. Во каква креација ќе бидете? Креација која што е ова судбинска енергија, значи судбината ви ја наметнува оваа креација, каде што и вашата среќа ќе биде во ваша енергија. Значи, тркалото на судбината или пак тркалото на среќата ќе биде во ваша енергија, ќе се врти во ваша енергија, за да сватите и разбирате колку ќе бидете креативни, каква инспиративност, каква иновативност носите во вас, вашата храброст и вашата слободна волја ќе бидат во енергија да се отворите за повисоко водство кое што ќе бидете во енергија на тивок наблюдувач, но креирате и ќе бидете во ваша енергија. Ајде да видиме и што друго. 4 чаши. Заштита. Ви треба заштита на емотивно енергетско ниво. Заштита. Ви стои заштита. Ајде да видиме што друго. 6 пентакли. Еднакво давање и примање со спроти вас персони кои што ќе бидат во иста енергетика, но ќе бидат во еднакво давање и примање на мисли, слободоумни енергии. Ајде да видиме и што друго. Тоа што е прикриено е прикриено затоа што ќе треба да бидете во ваша енергија која што и 7 пентакли е да си го насадите плодот каде што и се надевам дека оваа врата на креативност ќе биде отворена за вас затоа што универзумот ви подарува една шанса, една можност да
тоа што сте го креирале во вашиот разум, во вашата крунска чакра, во вашата визуализација, сега ќе можете и да го засадите, а понатаму да ги собирате вашите плодови. Тоа е тоа што не го гледате, драга моја друга група, да знаете дека не се ваши илузии, туку вашата интуитивност ве одредува да бидете во една повлечена енергија, каде што и ќе тивко наблюдувате во енергија дали ќе бидете способни да извршите оваа креација што ја имате веќе во вас, или пак ќе бидете во енергија да ви треба процвет, енергија да секоја ваша моментална ситуација на овие 4 купови кои што и се до вас, да не бидете тажни, затоа што вашата креација ќе биде во енергија на иновација, која што ќе ви донесе една материјална слобода, каде што и ќе бидете во една охрабрена енергија, затоа што духовните водства ќе бидат во енергија на помош за вас. Тоа е ваша судбина која што ќе биде одредена за кратко време. Ќе бидете многу стрекни и многу задоволни со самите себе си, затоа што и сте умни, стварате со вашата мудрост, со вашата енергизираност, да секоја ваша допринос дојде во една енергија да бидете исполнети, како што и овие 4 купови се исполнети. За некој од вас ке значи дека во претходниот период оваа креација, оваа иновација што сте ја имале, сте ја понудиле некому, но сте биле одбиени и затоа сега ви треба една огромна заштита, а вие во почетокот на 2026 година за вас ја добивате оваа заштита од универзумот кој што ви ја подарува и ви прави една енергија која што вели се отварам за повисоко водство. Енергија да сватите и разберете колку сте во еден енергетски дел каде што и ќе вашата креација ќе биде утемелена и ќе биде видена, ќе биде донесена на виделина, ќе биде оставена пред јавноста за да биде во енергија да секој спозна и дознае за вас. Вашето тркало на среќата се врти во ваша енергија, а тука ќе следат и моменти за еднакво давање и примање, дали било на емотивно, на материјално или пак на ваше духовно енергетско ниво, кое што и тоа што не го гледате, што ви ствара илузија. Месечината е комплетна промена која што ја носи. Тргнувате со промена и завршувате со една промена. Ова се циклични енергии каде што и ќе треба да ги утемелите во вас. 7 пентакли на крајот од декот, кој што излегоа е во енергија да вашиот плод е веќе засаден негдека, но ќе треба да ги соберете вашите плодови додека израснат на ова дрво. Ова е ваша енергија, втора моја група. Ајде да видиме што ќе кажат овие Ленорман карти. Човек, маж. Дали ќе имате поддршка од некој маж кој што е во енергија да биде во ваша закрила, да ве поддржи, да ве охрабри, да ви даде една моментална ситуација на слобода, на слободоумност, да ја поддржи вашата креативност или пак вашата иновативност,
да ве поддржи во сето она што и вие сте во енергија на донесување битна и важна одлука по повод оваа енергија. Овој маж, овој маскулин, оваа маскулајна енергија ќе биде во енергија да или е ваш сопруг, или е ваш партнер кој што го имате до вас, или пак оваа енергија да ова биде соработник кој што ќе ве поддржи на патот до успехот за ваша креативност. Енергија да знаете и сознаете ваша моментална ситуација која што и ова врата ви отвара во 2026 година. Втора моја група, вие сте креативци кои што ќе треба и да се припремите за ваше излагање. Септември месец идната година ќе биде доминантен како енергија да бидете во ваше доаѓање, во ваша енергија, да вашата иновација се покрене. Око, енергија да бидете во психичка способност, да верувате во својата интуиција. Вашата интуиција да биде на прво место, драга моја втора група, затоа што вие осеќате и премногу од моменталните енергии. Јас се надевам дека 2026 година ќе ви донесе нов почеток, слободност да искреирате ваша енергија, да изманифестирате, да имплементирате, да иноватирате, да бидете во енергија на инспиративност, каде што и вашата интуитивност ќе биде во енергија на моментална ситуација, каде што и вашите повисоки водства или пак духовни водства ќе ве поддржат во сето ова што и доаѓа за вас со отварање на ова врата која што туку што не се отворила за вас. Втора моја група. Бидете стрекни во новата 2026 година и не заборавајте, креација е и да љубите со вашето срце, а поддршката ќе биде од секоја страна за вас. Втора моја група. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!